Додека се суспендираат законите, уставот, додека се суспендира демократијата во Тетово, ќе се протестира. Ова беше речено на синоќешното собирање на членовите на СДСМ и нивните коалициони партнери. Масовните протести ќе продолжат се додека не добиеме одговор од владата. Зошто тоа беше суспендиран уставот и законите на Република Македонија? Зошто тоа оној кој што ги носи законите, а тоа е собранието на Република Македонија, беше истерано од местото каде што се носат закони? Зошто тоа она што е законодавен дом беше растеран за да може извршната власт да си ги спроведува своите црни сценарија? Тоа што го направија го немало во ниту една држава. Ние на тоа се спротивставуваме и ќе продолжиме со протести се до тогаш додека не ја вразумиме или се до тогаш додека владата не поднесе оставка од оваа земја и да си замине веќе. Видите, ова што се деси во понеделник во Република Македонија е тоа преседан. Во никој случај не може да биде состојба на една земја која е кандидат за влез во Европска унија и во НАТО. Се покажи достоинството на граѓаните преку нивните представници, се покаже демократијата и конечно покаже дека оваа власт, за жал, со фашистички методи сака да остави Македонија во мрак. Ние парламентарната група од Социјалдемократскиот сојуз и сите коалициони партнери сме за правна држава и за владењето на правото. Ние тој ден практично браневме уставот, законите и процедурата во Република Македонија, бидејќи за жал беше прекршено од страна на владеачката гарнитура. Да се тепаат новинари, да се тепаат пратеници во пратеничкиот дом во собранието на Република Македонија, каде основна задача е работно професионално место, тоа навистина е невидено. Протестите ќе продолжат се додека не го завршиме последниот притисок до владеачката структура. Тоа значи нови избори на кои се надеваме дека и сме убедени дека опозицијата ќе победи. Получасовното блокирање трета вечер поред беше на булеварот Маршал Тито, кај градскиот пазар во Тетово.